Република Чешка. Во рамки на фестивалот пред македонската публика беа ексклузивно представени делата на 7 значајни наградувани европски автори. Славенка Дракулич од Хрватска, тоест од Шведска, Джамал Ларијачи од Холандија, Офе Георг Сигурдсон од Исланд, Михал Ајвас од Чешка, Антон Баев од Бугарија, Рико Корконен од Финска, Енес Халиловиќ од Србија, како и домашните Живко Гроздановски и Јосип Коцев. Настаните се одржава во повеќе градови во Македонија, во Скопје, а како што гледате, дел од програмата се случува и во Куманово, како обид за децентрализирање на културата и еднаков третман на сите граѓани и љубеници на пишаниот збор. Денешниот настан е насловен како Креативна Европа, проекти за книжевни преводи и Европската награда за литература е замислена како панел дискусија која е плод на соработка меѓу издавачката куќа Антолог и Канцеларијата за Креативна Европа. Програмата Култура на Република Македонија при Министерството за култура на Република Македонија со поддршка на библиотеката Тане Георгиевски од Куманово. Редно е да ги представени денешните учесници на панел дискусијата. Со нас се представниците на Канцеларијата на Креативна Европа Култура, Билјана Прентовска од Македонија и Димитрија Тадиќ од Србија. Како и двајца добитници на Европската награда за литература Джамал Ларијачи, Холандија, и Сигурдсон од Исланд. Најпрво ги поканувам представниците на Канцелариите за Креативна Европа Култура, Билјана Прентовска од Македонија и Димитрија Тадиќ, накратко да ја представат програмата за литературни преводи и важноста на наградата за литература на Европската Унија, како и нивните искуства. Билјана, повели. Добар ден на сите ви, благодарам. Најнапред сакам да се заблагодарам на издавачката куќа Антолог и на библиотеката во Куманово за заедничката соработка во рамки на овој настан. Исто така и на мојот колега Димитрија Тадиќ од Канцеларијата за Креативна Европа на Република Србија. Да се представам, јас сум Билјана Прентовска од Министерство за култура, една посебна поделение, односно Канцеларија на Креативна Европа, програма на Европската Унија, која што ја спроведуваме, Канцеларијата за Креативна Европа, единствениот фонд и програмата на Креативна Европа, единствениот фонд на Европската Унија, наменет за културните и креативните сектори. Пред 2-3 месеци, токму тука во оваа сала, имавме инфосесија наменета за оваа програма. Навистина е прекрасно чувството што имаш да се биде тука во овој град во Куманово, каде што навистина има потенцијал да ги користи овие европски фондови. Ние сме тука со колегата Димитрија Тадиќ, токму поради ова сино лого на Европската Унија, да го објасниме малку поширокиот контекст, од каде што во основа произлегува и оваа Европска награда за литература. Програмата има повеќе категории, меѓу кои што категоријата за литературни преводи, каде што конкретно издавачката куќа Антолог е сериозен корисник на овие фондови веќе неколку години наназад, и овој настан се организира, односно гостите, добитниците на Европската награда за литература се токму дел од оваа европска приказна за нивното искуство и за бенефитот кој што Европската награда за литература значи за авторите, во основа ќе кажат самите автори понатака. Би сакала само да напоменам дека ние исто така Македонија има тројца автори, значи писатели кои што се добитници на Европска награда за литература. Тоа е Гоце Смилевски, Лидија Димкова и Нина Трутевски. Истото се случува нели со Република Србија, тоа ќе ми го каже мојот колега Димитрија. Во основа јас сега не би должела многу конкретно што значи категоријата литературни преводи и така натака, меѓутоа посебно ме радува оваа млада публика, затоа што ние немаме како Канцеларија за Креативна Европа можност вака да бидеме чисто со млада публика, претежно работиме со професионалци кои што ги обучуваме како да ги користат нели овие фондови на Европската Унија.
За нас ова денеска представува посебно задоволство, бидејќи на еден ваков настан ние ги гледаме резултатите од имплементацијата на оваа програма, не само нели на национално ниво, туку на европско ниво. Сега би му дала збор на мојот колега Димитрија Гадич да се представи, бидејќи Република Македонија, Република Србија и Бугарија се лидери, можам да кажам, во користење на фондови за литературни преводи во Европската Унија, односно во рамки на програмата Креативна Европа, така да Србија го дели исто така позитивното искуство, како и Македонија, во користењето на овие фондови. Повели Димитрија. Hvala puno, Biljana. Mi smo sad dogovorili da ja govorim na srpskom, ja makedonski razbiram, nadam se da nije problem ni moj srpski. Bilo bi nekako i čudno, malo perverzno, da kažem, u lošem smislu da govorim na engleskom. Dakle, to je nadam se u redu. Hvala puno na pozivu, hvala Žaku na pozivu na gostoprimstvo danas. Ja Skopje jako dobro poznajem, imam rođake, ali pomogao sam prvi put, tako da mi je zaista drago da danas mogu da budemo ovdje. Kao što je Biljana rekla, dakle, naš zadatak kao kancelarije koje vodimo na nacionalnom nivou program Kreativna Evropa, za nas je važno da budemo što je moguće više prisutni kako van Skoplja i Beograda, tako i što je moguće više različitih vrsta festivala i događaja iz oblasti kulture, zato što naše kancelarije pokrivaju sve umetničke oblasti, dakle pozorište, ples, muziku, isto tako i književnost. U okviru Kreativne Evrope postoji taj specijalizovan konkurs za književne prevode, dakle riječ je baš o prevodima savremene evropske književnosti i mi smo veoma zadovoljni što je zaista ovo što se Biljana rekla, da su Makedonija, Bugarska i Srbija zaista u samom vrhu u Evropi, dakle i više, ćemo preko 40 zemalja koji učestvuju u programu Kreativna Evropa, dakle da smo u samom vrhu među svim tim zemljama kada je reč o ovom specijalizovanom konkursu. Očigledno da su naši izdavači jako ambiciozni ljudi, da rade dobar posao, da rade dobru stvar, da vrše dobar odabir takođe aktualnih i važnih evropskih pisaca i za nas koji se koristimo takozvanim malim jezicima kao što su makedonski i srpski, je jako važno da budemo u kontaktu ne samo i da možemo da znamo šta se dešava, dakle ne samo kada su ovih 5 velikih evropskih jezika u pitanju, dakle engleski, nemački, italijanski, francuski i španski, već da se upoznajemo putem savremene književnosti, da se upoznajemo sa i drugim, takođe takozvanim malim kulturama, malim jezicima, kao što je, na primjer, islandski pa i holandski, tako da ja mislim da je to nešto što je veoma dragoceno. Jako smo mi, Biljana i ja, jako zadovoljni kako se kotiramo i našom pozicijom na ovom konkursu. Mi smo ambiciozni ljudi, mislimo da je važno i da možemo da budemo još bolji. To je ono što je naša uloga. Biljana je takođe spomenula i uče smo imali jedan uspešan seminar u Muzeju savremene umetnosti u Skoplju. Tako da je naša ideja da taj krug izdavačkih kuća i uopšte ljudi koji se bave kulturom što je moguće širimo, zato što smatramo da je Kreativna Evropa kao glavni program Evropske unije za kulturu jedna prilika koja je jako dobra i jako važna, ne samo u finansijskom smislu, dakle, mi to stalno o tome govorimo, dakle, koliko je važno da obezbedimo ta raskušna sredstva za naše projekte iz oblasti kulture i daleko raskošnije od onih koje postoje na nacionalnom nivou, kako u Makedoniji, tako i u Srbiji. Da pored toga obezbedimo partnerstvo u Evropi, da smo u kontaktu sa našim kolegama, da od njih, da sa njima razmenjujemo znanje i iskustva. To je jako dobar način da se upoznajemo međusobno, da znamo šta se dešava u drugim kulturama i u današnjem globalizovanom svetu mislim da je to jako, jako važno. Da sve one kulture koje ostanu zatvorene u nekim svojim lokalnim, malim krugovima, da to apsolutno neće biti dobro. Koliko god smo prisutni u Evropi, koliko god smo vidljivi, toliko možemo i da učestvujemo u procesu donošenja odluka i da na jedan dobar način sarađujemo sa svima u Evropi. Kao što je Biljana rekla, isto je
to je nešto, nekakav kratak uvod koji bismo mi volili da prenesemo i da znate isto, mi smo tu na prvom mjestu Narodnu zemlju Biljana da vam pomognemo za realizaciju vaših projekata ili za bilo kakve stvari, bilo kakve pitanja koje budete imali kako konkretno u Evropi, tako i generalno o evropskoj saradnji. Hvala puno i želim dalje u uspehu. Благодарам, Билјана. Благодарам, Димитрije. Значи, годинава на фестивалот беа присутни дури тројца добитници на наградата за литература на Европската Унија. Рику Корхонен од Финска си замина, но тука се специјално со нас Офигюр, Сигурсон и Джамайл Уаријачи. Сигурсон е добитник на наградата за литература на Европска Унија во 2011 година за романот Сага за Јон. Ова е книгата тука пред нас, која е сместена во периодот познат како просветителство. Тогаш се создава новиот начин на едукација низ европските градови, но се случуваат и голем број мали револуции во географијата, математиката, физиката, политиката и философијата. Како учен човек, што се наоѓа на остров меѓу селари и рибари, Јон со своето христијанско учење е центарот на жонглирање меѓу суеверијата и научни докази. Поет и прозаист, Сигурсон е роден во Рејкјавик на 2 ноември 1975 година. Има објавено 6 поетски збирки и 2 романи. Сменил многу професии, работел како униформирано вечерно обезбедување во хотел, пакувал шунка и сланина во фабрика, ги пумпал своите мускули како работник на пристаниште и го вежбал својот мозок како студент по философијата на Универзитетот во Исланд. Најпознат е по тоа што е лидер на движењето што се обидува да ја реконструира исландската поезија, а во слободно време е еден од најдобрите автори од својата генерација. Сега го поканувам Сигурсон да го представи неговото искуство со наградата за литература на Европската Унија. Thank you very much. Really happy to be here. Sorry, I don't speak Macedonian. I've only been here for 3 days, so I'm sorry for that. Coming from an island. Добар ден. Драго ми е што сум овде. Се извинувам што не зборувам македонски, меѓутоа само 3 дена сум овде. Coming from a remote island in the North Atlantic Ocean with only 300,000 people and a very small book market, translations are very important for us. Бидејќи доаѓам од едно многу изолирано острово во Северноатлантскиот океан, кој што има само 300,000 жители и многу мал пазар на книги, преводите кај нас не се многу развиени. Winning the European Union Prize for Literature was a real surprise for me. Actually, I didn't know it existed, and I was just walking in the highlands collecting goose eggs. Тоа што ја добив Европската награда за литература многу ме изненади, бидејќи јас не знаев воопшто дека постои таква награда. Јас одев и собирав гусчини јајца, додека кога ми јавија дека сум ја добил наградата. But I had a mobile phone, and it was a real surprise, and I couldn't believe it at first, but after now 7 years, I realized how many doors it had opened for my career. За среќа имав мобилен телефон, така дознав. Меѓутоа, многу беше многу интересна љубава вест. Веќе 7 години од кога ја добив и сватив колку врати ми се отворија по добивање на оваа награда. Anything else? Señor Paseo?
Семике, ова е на шведски. Го праша колко е сличен тој јазик, бидејќи јас имам живеено во Шведска. Thank you very much. А сега, вториот гостин ни дојде од Холандија и тој добива наградата за литература на Европска унија во 2017 година за книгата Глад. Роман, чија приказна навлегува во една општествена критика, паралелно водена од суптилна љубовна линија. Покрај мрачното сиже, ги гледаме и социјалните проблеми на нашето време. Авторот раскажува приказна за тоа до каде може да се движат екстремите на омразата и гадостите кај човекот. Книгата се движи по тенката линија на шокантната веродостојност и фикцијата. Джамал Аријачи, роден 1978 година, е холандски писател, роден во Амстердам, во холандско-мароканска семејна заедница. Студирал психологија, а неговиот главен литературен пристап во романите е контраверзијен пристап преку кој зборува за современите општествени проблеми. Објавува романи, статии, колумни за голем број водечки медиуми, а автори на 1/3 од холандската книжевна трилогија напишана како одговор на 50 нијанси цигон. Сега го покануваме да го представи неговото искуство со оваа награда. Well, thank you, first of all, for welcoming us. It was, I won the European Union Prize almost 2 years ago. I think there I am again. It was a great surprise, and it really did a lot as far as translations go. To be translated in about 9. Macedonian is the first language that is coming out in the book, and it's great to be in this international community of writers and to meet writers from so many different countries. Say a bit more. Ви благодарам. Јас се добив Европската награда за литература пред некаде околу 2 години и сметам дека тоа е многу важна награда, бидејќи многу добар пристап беше за пометувањето. Мојата книга беше преведена на 9 јазика, на македонски јазик беше преведена прва и сметам дека е многу добро што сме овде присутни во една меѓународна заедница на писатели и во целиот, што кои се познаваме во целиот свет. Уште нешто ќе сакам да додадам. Writers are strange people. I think that most of them have a very difficult relationship with other people. They like to be alone a lot. But I have the idea that being around writers from all different kinds of countries, that they tend to like each other because they sort of tend each other. I was in Brussels when I took the award, and we spent 4 days there with all the writers who won the European Union Prize. And that was a great time, really. And the only difficulty about that time in Brussels was that when we wanted to get out of town, that was really difficult because President Trump arrived in town and Brussels was completely down. You couldn't get anywhere. But so the bastard ruined our party. Almost. We got away. Писателите се обично чудни луѓе и затоа многу им е тешко да се согласуваат со другите луѓе, бидејќи се, како што реков, чудни. Меѓутоа, кога се запознавате со различни писатели од други држави, сваќате дека сте слични и на еден начин полесно комуницирате еден со друг. Наградата ја добив во Брисел, тогаш бев во Брисел 4 дена. Имавме многу убаво се забавувавме, бидејќи се запознавме со другите меѓународни автори кои што ја добиле оваа награда. Меѓутоа, кога сакавме да излеземе вон Брисел, ни беше спречено, бевме спречени затоа што председателот Трамп беше дојде, беше затворен целиот град и ова копиле ја уништи забавата, меѓутоа успеавме сепак да се забавуваме. Yes, it is a kind of a historical novel that takes place in the 18th century, and it's about a priest. It sounds really boring, but but I'm told that it's not. So
And he is accused of murder and has to the murder of his becoming wife, ex-husband, and he is on the run and dwells in a cave for one winter to get his life together. Значи, мојава книга Јон е историски роман, кој се случува во 18 век. Станува збор за свештеник, може би ви звучи досадно, меѓутоа не рекла дека не била здодевна книгата. Тој е обвинет за убиство на бившиот сопруг на неговата идна жена, така што мора да се сокрие во пештера, каде поминува една зима, за да може да се соземе и да се го среди животот. He is a historical feature in Icelandic history. He is famous as the fire priest. The legend has it that during a mass he stopped a lava flowing. But he is also a pioneer of researching nature and is part of the Enlightenment movement in Iceland. And I found it so fascinating that a man at that time with his education should dwell in a cave during winter, and because he wrote an autobiography and he doesn't speak about this winter in the book. So I'm filling up the missing year of his life and doing a research, I found out that it was the most horrible winter ever in Iceland, with volcano, glacial eruptions, floods, storms, you name it. Значи, овој свештеник е всушност историска личност во исландската култура, кој што е познат како огнен свештеник. Тој, според легендата, тој во тек на една миса успеал да спречи лава да тече. Многу интересно што јас искажував за него, тој е припадник на просветителството, во првиот пионер на просветителската струја во исландската историја. Сметам дека е фасцинантно што еден таков човек со такво образование поминал цела една зима во пештера, и тоа не било која зима, туку кога истражував, испадна дека тоа било најлошата зима во Исланд, во кој што имало вулкани, глечери, значи многу снег и така натаму. Тој има напишана автобиографија, своја автобиографија, меѓутоа автобиографијата не спомнува за неговите искуства во пештерата и таа зима, така што јас сметам дека со оваа книга ќе ги пополнам оние празнини кои што и оние години кои што недостасуваат. It was also fascinating to think about what he was doing in the cave, and I found out that he was writing letters to his wife, assumingly love letters, because she was expecting a baby and couldn't be with him there in the cave. And he is, while he's building up a new farm, a new home, a new future, with a new hope for them to be together, he writes letters to the north, where she is waiting until next spring to come to join him. But since there is a natural disaster with the glacial volcano eruption, all the people are going out from the area. So and there is no postal service yet in Iceland, and so there's just one way for the letters to go. There are nobody's coming into that catastrophe area, so he doesn't get any letter from her. So it's just a one-way speech. Значи, беше многу фасцинантно да се види што правил тој кога бил во пештерата. Именно тој пишувал писма, најверојатно љубовни писма до својата сакана, со тоа што таа била бремена и не можела да дојде со него. Во своите писма тој изборува за нова надеж, за нов живот, за новата иднина со неа. И се наде и ги испраќа овие писма на север, надевајќи се дека кога ќе дојде пролета, ќе може да се придружи. Меѓутоа, писмата воопшто не стигнуваат, бидејќи немало пошта на север, заради тоа што имало голем број на временски непогоди, како што реков претходно, се излел вулкан, значи глечери и така натаму, така што тој не добива писма од неа, туку само праќа, тоа е само еднонасочна комуникација.
If we would have been Catholic, he would probably be a saint. But we are the protagonists and don't believe in saints. And but the question is he a murderer? That is the question. Да бевме католици, ќе го прогласивме овој свештеник за светец, меѓутоа бидејќи сме протестанти не веруваме во светци, затоа не е прогласен. Меѓутоа прашањето овде е дали тоа е мачење. Господине, сигурен сум, додека пишувате, дали смислувате одговори за натрешните прашања, што се исто така присутни во вашата книга како за верата, љубовта и главно за животот? I think I do just unconsciously, and going into this historical, doing a historical book after the bank crisis or the collapse of the bank system and bankruptcy of the Icelandic nation. We stopped and starting to look to our identity and know what makes an Icelander, and everybody starting to be more national a bit, you know, and started to knit and making old-fashioned food and stuff like that. So it was a regression to our basics, and that's maybe what I was doing with this novel. Да, не на несвесен начин, може би. Ова историска книга, меѓутоа после банкарската и финансиската криза во Исланд, ние во Исланд почнавме повеќе да се осврнуваме на навнатре на кај себе, да се фокусираме на нашиот идентитет, на нашата националност, повеќе да водиме љубов, повеќе да се враќаме на старата храна. На еден начин повторно се вративме на самите себе си заради ова, така што сметам дека ова го опфатив и во мојава книга. Благодарам много. Thank you very much. Сега некои прашања за господин Джамал. Што ве инспирираше да пишувате за општествено важни прашања? Вашата книга е многу критична кон општеството, но и кон љубовта исто така. Зошто оставивте љубовта да плови низ вашата книга? Do I? I don't know. I think it's still, in the end, a love story that ends, badly, that's true, but the love itself, before it ends, is, I think, very romantic and real. The thing is that the book is about the love between a young woman, Aurelie Lindeboom, and an older man called Alexander Laszlo, and he works in development aid. He started his career in Ethiopia in the 1980s, and then 30 years later, they meet and they fall in love. But a strange thing happens. In the past, he took children from Ethiopia to Holland, to Amsterdam, to give them a good education, and then sent them back to their country to help develop it. And at some point, one of these children accuses him of sexual abuse, and he's being arrested, Alexander Laszlo. And so the book is about Aurelie trying to figure out what happened, if it's true that he did that, that he committed the abuse. So that, I guess that is what's disturbing the relationship in her head. So you never know, and you don't really find out in the book if he did it. But that's the thing, what she's trying to find out, what actually happened. Дали ја оставив љубовта да плови во книгата? Ова може да кажеме дека е љубовна приказна, меѓутоа со лош крај, иако љубовта всушност заврши пред самиот крај на приказната. Ова е книга за една млада жена која се влюбува во постар маж, Александар Laszlo, и тој работел како задавање, значи во агенција за давање помош на сиромашни држави, поточно во Етиопија, работел во Етиопија во 1980-те години. По 30 години тие двајцата се запознаваат,
На времето, во минатото, Александр работел на тоа, носел деца од Етиопија во Амстердам, таму ги образувал и потоа повторно ги враќал назад во својата татковина, за да работат на развој на остатокот од заедницата. Меѓутоа, едно од тие деца го обвинува дека сексуално го злоупотребил и цел прашање сега, кој што се поставува во книгата, дали навистина тој го направил тоа. Самата жена цело време се измачува од таа дилема, дали тој навистина го сторил тоа. Во книгата нема одговор, меѓутоа целата книга е од дилемата за тоа што има тој направено и дали навистина го има направено тоа. The thing is, after Alexander Laszlo gets arrested, while he's in jail, something happens to him. When he comes out, Aurélie meets him again years later, and she starts interviewing him about his experiences and what happened. And his ideas about sexuality have completely changed. And I guess because he got accused of something, no one believed he didn't do it. So he decided, I guess, to defend what he did, because that was his only option. So he pronounces some very extreme ideas in the book. But his starting point is from I think, common ground. He starts with with ideas that we can all agree upon, and then he takes it further, further, and further till his ideas become very extreme. I'll say a bit more about that. Значи, од кога го апсат, оно што му се случува, значи тој комплетно почнува да ги менува своите мислења, посебно за сексуалните искуства. Откако излегува, во тек на едно интервју, тој почнува да зборува што се има случило, значи што му се случувало. Во тој поглед што тој никој не му верува, некој не верува во неговата невиност, па заради тоа тој почнува да го брани она што наводно го направил. На неговите идеи, значи тој почнува да работи нешто добро, меѓутоа во текот на време добива неговите идеи стануваат доста екстремни. Историски гледано, ова се идеи на почеток почнува книгата со идеи со кои сите се согласуваме, меѓутоа после тој ги надминува и постојано ги надградува. Уште нешто ќе кажам сега за книгата. He starts out in a very simple way with an idea, for example, that the way we look at sexuality is pretty hypocrite in a sense. That we see people kissing on TV and in films. We see them making love, but they're under a blanket. Because if we would show how sex really is between people, then we would call it pornography. And at the same time, we're perfectly fine with children and teenagers looking at movies and TV shows with violence in it and war in it and bloodshed and members, body parts cut off, and that's fine. We agree that it's okay to watch violence and hatred, but for some reason we find real sexuality between just two people who love each other. We find that a very scary subject to show in films, on TV, to talk about in daily life. So that's where love starts, and I think most people will say, yeah, maybe he's got a point there, but he takes it on and on to pretty strange ideas about, having sex with children is okay, and that's where he really goes far beyond what everyone finds acceptable. And I think that's maybe what you say, that the ideas are floating about love and sex. That, yes, there are normal ideas in the book and normal things going on, but there are also very extreme ideas, yes. Значи, книгата почнува со една обична идеја, колку дволична е сексуалноста и нашиот поглед за сексуалноста. Например, кога гледаме како луѓе се бакнуваат или водат љубов на телевизија, или секој тие се општо се покриени со кебе, сето тоа е заскриено. Од друга страна, бидејќи ако би било откриено, тоа би се водило некако како порнографија. Од друга страна, на децата, на тинеџерите им даваме да гледаат телевизија и филмови во кои што има насилство, крвопролевање, војна, каде што се отсекуваат делови од тело и така натаму.
Значи, на еден начин реалната сексуалност е скриена, додека насилството не е воопшто забранувано. Ова приказ на еден начин е љубовна приказ, значи почна на тој начин што покажува дека љубовта е, рековме, значи многу сме дволични во поглед на сексуалноста и од тоа е подобна точка од кој што поаѓа ласно. Именно тој поаѓа од обичната идеја за сексуалноста, меѓутоа ги за еден начин се странува и оди уште многу погоре. Значи оди до таму што смета дека секс со деца е во ред, меѓутоа почнува дека тоа не е легално прифатливо, меѓутоа тој значи од таа легално прифатлива идеја оди понатаму и токму тоа одговор на нашето прашање. Значи љубовта и сексуалноста постојано пловат во оваа книга, меѓутоа почнува од она основна идеја, но новите идеи стануваат екстремни во текот на книгата. Господине Джамал, во вашата книга Глад си играте со фикција, со фикцијата, но истовремено пишувате и за нашата тажна реалност. Како успевате се до тоа да го споите во една книга? Well, it's a very thick book, so I had some space to fill, I guess. Yeah, I don't know. Доста е дебела книгата, така што имам доволно простор се ова да го вметнам внатре. I like books that are that play on several levels. So you have this very personal love story in this case on the foreground, and then in the background you have the situation in society, you know, and in history. And I'm always interested in how these things interact and how human lives are influenced by the way society works, and we all have that experience. I mean, politics make out such an important part of our lives. Not in everyday life. Not in everyday life, we just go about our business and see politics on the street, on television or in the newspaper. But of course, there's a very big influence of that. I'm interested in figuring out all those different aspects of how a human life and how a human mind is constructed. Значи, мене ми се допаѓаат книги кои што функционираат на неколку нивоа. Например, на предно ниво, во оваа книга доминира љубовната приказна, меѓутоа во позадината станува збор за социјална позадина, бидејќи луѓето, значи, нормално мене многу ме интересира начинот на кој што има интеракција помеѓу личното и општественото, како човечкиот живот влијае и општеството влијае на човечкиот живот. Бидејќи ние нормално секојдневно и политиката влијае на нас. Можеби секојдневно продолжуваме со нашиот секојдневен живот и не ја гледаме политиката на улица, меѓутоа ја гледаме на телевизија, во новините и секако дека ова има многу големо влијание врз нас. Јас сум многу се интересиран на овие различни аспекти на интеракција помеѓу личното и општественото. Добро, да ви се заблагодарам за овие ваши исцрпни искажувања. Се не знам дали би било погодно и дали имате книга на вашите јазици да прочитате нешто чисто да чуеме како тоа изгледа на исламски или на холандски. Guðs moldríku miskunnsemi sem við bræður erum komnir heilir í hellinn eftir ferðina suður yfir hálendið og hingað inn í myrkrið. Að við skyldum lifa af henni ildi og kraftaverk. Á fjöllunum hrepptum við eitt af sterkasta veður. Elsku Þórunn, ég læt snöggast þessi niðurribbuðu orð mín í hendur mann sem kom hér við í hellum. Hann segist alltaf norður til Skagafjarðar fyrr eða síðar. Maðurinn stórvaxinn og klæðist ullarhempu einni gríðarmikilli og rauðri. Hann hefur smábarn á öxlunum, selur bækur en er ólæs sjálfur. Þetta eru hans auðkenni. Hann heitir Kristófer og lofaði að koma þessum blöðum til þín. Rétti ég honum einn ríkstaf fyrir ómækið. Sem sagt, fáir þú þetta smælki, þá var það staðfesting af því að við lifðum af manndrápshríðina á Kili. Við bræður erum komnir í hella. Landið er ein lifandi skepna, líkami. Og Þórunn,
hversu sárt að hafa þurft að skilja við þig og okkar guðsmyndar kríli í kroppnum. Megi okkar góði Herra vera með ykkur og góð ljósmóðir, þá barni vill hingað koma í okkar snautlugu jarðvist. Við verðum að láta okkur duga sendibréfum sinn og treysta á þá sem ferðast milli landshluta þótt veður séu válynd, köld og tíðin hörð norðanlands. Var skuli fógindi ekki að tala einhverja böglabera, sendla, pósta, þá sem fara með bréf. Máski að enginn vilji vera póstur hér á landi nema einstakir furðufuglar og flökkubjössar. Gaman væri ef þessu yrði kippt í liðin og mér skilst að Skúli sé eitthvað að vinna í því með greifunum í Kaupmannahöfn. Þar njóta póstarnir mikillar virðingar og fá einkennisbúning skaffaðan frá konungsins skraddara með láthússnöppum og silkiborðum, harðar húfur, hest og lúður. Þessar persónur fá greiddar fyrir góðan skilding fyrir ferðalögin og svo það taxarnir í Hamborg, þeir þeysast allt Þýskaland. Hér á Suðurlandi eys Katla eldi og eimir yfir Mýrdalinn og fellur sandur og aska úr lofti svo aðvindur miðja daga. Auk þess gengur á með ausandi vassveðrum og blóta snjó og þegar allt þetta blandast saman þá það úr mekkinum rigni þykku bleki. Þá harðnar krapaskánin á jörðinni í frosti og vindþurrki svo sveitin öll sem slegin í kopar. Jafn fallinn sandur eins og gerist mest á snjóavetrum og stórir blökkuskaflar gera landið að grængljáandi eyðimörk. Þá fíkur askan og smígur allar gáttir og spillir matvælum. Dýr þora mistrið illa og öll augu svíða. Með Guðs réttlæti mun öllu þessu slota og burt fjúka og niður rigna og við aftur fyrirfinnast á vorblíðum högum. Þá setjið fífil í hattinn og kissið þig. Аз би прочитал нещо от него да... Не ми трябва микрофон, съм река доволно гласно. Само на благодарната Божия милост треба да и бидеме благодарни што ние двајцата браќа од долгото патување на југот успеавме да стигнеме живи и здрави во оваа мрачна пештера. Вистинска милост Божја чудо е што го преживеавме тој пат. По планината идовме на најлоши временски услови. Драга моја Торун, на брзина ги напишав овие неколку збора за да можам да му ги дадам на човекот што туку пристигна тука во Хетла, кој ми кажа дека кога тогаш патот ќе го однесе на север, кон Скагар фјордот. Човеков е огромен, на себе носи огромна, рачно плетена волнена наметка со бели и црвени линии, а на рамената носи дете. Продава книги, иако самиот е неписмен. Така ќе го препознаеш, се вика Христофер, и ми вети дека ќе ги однесе писмата кајде. Му дадов еден $X за услугата. Значи, ако ја добиеш ова мала пратка, ќе знаеш дека преживеавме убийствена бура во Кјолур и дека ние двајцата браќа стигнавме овде во Хетла. Земјата е живо суштество, тело. Драга моја Торун, многу ми беше тешко што морав да ве оставам тебе и тој мал Божи подарок во твоето тело. Добриот Бог и добрата бабица нека бидат со вас кога нашето дете ќе одлучи да ни се придружи во нашиот скромен овоземски живот. Некое време ќе мора да се задоволиме со оваквите писма, а и да им веруваме на оние што патуваат од едниот на другиот крај на земјата и покрај невремето, зимата и суровите услови на север. Зарем перфектот Скули не спомнуваше некои носачи, потрчковци, поштари, писмоноси и така натаму и така натаму. Да мислија, не знам кој дел го читаше, но вака, да, може ово. Добро, да видиме на холандски како се учи. I was so busy with thinking about the Macedonian translation that I forgot to bring the Dutch version. And of course, I could say that I could do it from memory, because you don't understand me yet anyway. But I'll be honest, and I'll read it from my phone, and it's over. Многу преодоларец со македонскиот превод на мојата книга, што воопшто заборавив да ја понесам оригиналната верзија од дома.
можам да се правя важно да кажам дека знам на памет и така нема да ме разберете, меѓутоа сепак ќе читам од телефонот. 4 porties, minstens. Dat is de gedachte, terwijl ze de pan niet leegkiepert boven de vuilnisbak. Aan elkaar geklonterde korrels, te klef gekookt. Nu ze ermee gestilde honger naar kijkt, de aanblik van een malenfamilie. Toch vond een luciferstreekje geluk door haar borstkas. Luxe schuilt niet in het noodzakelijke, maar in het overtollige. Toffe gong van houten lepel die laatste restjes uit pan dirigeert. Nee, het is iets anders. Plezier in de kommerloosheid waarmee ze dit klusje uitvoert. Lekker eten weggooien. Denk aan de kindertjes in. Nee, ze denkt nu even niet aan de kindertjes in. Met de kindertjes in heeft ze niets te maken. Er is maar één kindertje waarvoor Aurélie zich verantwoordelijk voelt. En dat ligt momenteel boven te slapen. Als dat kindertje vroeg in de avond gevoederd wordt, waarbij ze steeds vaker zelf het bestek mag hanteren, dan kliedert ze de helft van het maal op slaf, tafelkleed of grond, nog los van de klodders die ergens willekeurig op het kindergezicht blijven plakken. Het gaat niet om wat er verborst wordt, het gaat om wat er in dat mondje verdwijnt. Denkt het kindertje aan de kindertjes in? Nee, het knoeit schuldeloos. Een halve kip tuimelt de rijst achterna, evenals de inhoud van een steelpand vol satésaus en een kom gekruide spersiebonen. De vuilniszak zucht, het plastic herschikt zich, het eten zakt wat verder weg in de pedaalemmer, nu er weer lucht ontsnapt is en daarmee ruimte vrijgekomen. Je hebt weer veel te veel gemaakt, roept ze tegen Philip, die in de huiskamer naar een documentaire over, waar ging het ook alweer over, zit te kijken. De mild verwijtende toon meent ze niet, juist charmant zijn klungeligheid. Wie een oog groter dan een maag heeft, is een optimist. Maar ze moet het van zichzelf toch even melden. Чисто да слушате за каков стил се работи. Колку поразлично беше овој пат кога се враќаме назад во Адис. Сето тоа започна кога Хенри ги минуваше своите денови на отсуство во текот на неколкуте дена, кога и јас го посетив градот за да ги обезбедам потребните документи. Па затоа се возевме заедно и заедно ќе се вратиме назад со авионот полн со хуманитарна помош. Бевме еуфорични од среќа. Вечерта кога пристигнавме во градот, јадевме во една италијанска пицерија и пиевме шампањ, 2-3 шишини, а потоа ракија. Од ресторанот се вративме во Хилтон и порачавме виски во фоаето, проследено со 10 блажени часа спиење во удобен кревет, без курви, без канабис, без лекарски мантии. Применливите прописи во наредните денови се одвиваат исклучително добро. Немаше никакви спротивни дејства, немаше веќе чекање со часови, немаше службеници што случајно не се присутни тој ден, немаше исчезнати документи или печати. Дури и на тој фронт се случија големи промени. Една вечер, прв пат од моето заминување од Холандија, му се јавив на татко. И, праша тој, дали веќе те преобратија другар Лазо? Неговата смеја звучеше како пукање поради лошата врска. Не, тато. Ме направија да бидам имун за секогаш. И така натаму. Мислам, јас на вистина не разбирам холандски. Со полека би привршувале, и мислам дека ги исцрпевме прашањата. Најдобар впечаток се добија од како ќе се прочитат книгите. Мислам, дури тогаш ќе се отворат многу прашања и многу идеи кои не треба да ги начнеме сега не и овде. И јас како модератор малку сум затечен во оваа вода, но мислам дека се снајдевме. Добро, со ова некако би го привршиле овој денешниот настан на фестивалот Bookstart 2018 и благодарам на сите учесници и на сите присутни. Дел од книгите што беа презентирани на годинашно издание како мал саем на европската книга, можете да ги најдете тука. Така што ве поканувам, можам да ве поканам на скромен коктел и на дружба со учесниците од оваа наша панел дискусија. Добре.